Почитувани гледачи, добре дојавте во уште едно издание на емисијата за македонските работи. Вечер имам чест и големо задоволство што со мене во студиото е доктор Бранислав Светозаревич, кој што во овој последен период е мощно актуелен со неколку негови изданија, меѓутоа со едно поконкретно на кое што ќе се осврнеме, на кое што ќе разговараме. Основната тема со која што ќе започнеме нашиот разговор ќе биде манипулации во однос на историската наука. Добро вечер, Бранислав. Добро вечер, благодарам што ме повикавте во вашата емисија. Да, јас споменав сега пред малку дека ќе се задржиме на тоа, на неколку прашања, што се тоа мистификации, а што се тоа манипулации, како основа на нашиот разговор, со кој што понатаму ќе го продолжиме со едно своевидно промовирање на книгата Писмата на Љубомир Милетич до Афанаси Селишчев, Историја на една мистификација. Да почнеме сега со ред. Што е тоа мистификација, а што е тоа манипулација? Мистификација всушност значи лажен конструкт. Конструктот сам по себе не мора да биде лажен, но тоа е нешто што е создадено со одредена намера. Но кога тој станува лажен конструкт, тогаш тоа со еден збор се нарекува мистификација. Така. И всушност тоа се случува со една книга пред 95 години која е навистина еден лажен конструкт, односно нарачка за некакви политички потреби да се постигне преку науката да влезе тој лажен конструкт за да се продаде после како во јавноста, да се промовира како некаков аргумент и тогаш започнува следната фаза, тоа е манипулацијата со еден таков лажен конструкт. И таа манипулација трае цели 95 години, да речеме. Значи, на почетокот имаме мистификацијата, да, а потоа доаѓа манипулацијата. Бидејќи на почетокот на вашата книга, која што е издание заедно со Драган Јаќовски, забележувате дека 100 пати повторена лага станува вистина. Вистина, тоа е една планетарна изрека позната секаде и таа една таква лага секогаш мора да се повторува. Лагата има потреба од повторување. Затоа што на вистината еднаш кога ќе излезе на површина веќе не е потребно да се повторува. А лагата како лажен конструкт мора да се храни, да се подсетува јавноста на таа лага за да може да функционира. И тоа се случува и со овој пример. Во историјата се познати повеќе мистификации. Јас ќе тргнам од тој книжевен аспект, да кажеме, кој што од средниот век, па и во 19-тиот век, во времето на романтизмот, упорно се бараат некои далечни корени, се бараат некои основи за градење на некои големи цивилизации. Кај нас едно време беше многу актуелна и беше означена како мистификација Веда Словена на Гологанов, кој што заедно со Стефан Верковиќ ја објавуваат под превозот на Ептем старото словенско наследство. Меѓутоа денеска е докажано дека тоа е фактички авторско дело на Гологанов, кој што е производ на барањето на една институција, инстанца повисока како што е Стефан Верковиќ, да се докаже старото потекло на словените, кој што датира илјадници години на назад. Меѓутоа тоа веќе ќе го ставиме на страна, тоа е само еден пример за тоа како се мистифицираат некои книжевни дела. Меѓутоа, во однос на историското мистифицирање на документите, на архивските извори што денеска ние ги користиме, кој е нарачателот
Што мислите, кој е нарачател на таквите мистификации, манипулации, извртувања на вистината во лага и лагата во вистина? Тоа измешување. Да, тоа секогаш кога наблегуваме во таква една проблематика, гледаме дека во позадината стои политиката. За да се остварат одредени политички цели, таа применува непопуларни мерки, методи до степен на војна. Затоа што и војната велат дека е само продолжена рака на политиката, значи еден од инструментите до кој треба да се дојде. И затоа кога има голем недостаток на аргументи, се започнува со пропагандна активност и се започнува со создавање на такви лажни конструкти кои треба на јавноста, на населението кое е под удар на влијанија, но и на светската јавност преку разни видови на печатени медиуми, вклучувајќи ги книгите, да се докаже нешто што нема доволно аргументи. И тогаш настапуваат едни такви конструкти кои на крајот се, за жал, во таа насока ангажирани и научниците, па дури и највисоките научни институции. Не само во регионот, такви работи се случувале и по целиот свет. Значи, имаме многу лоши примери како науката влегува во една политичка сфера која ја загрозува науката воопшто како наука, и тука се бараат некои најподатливи представници на таква непопуларна работа, ајде да ја наречам и валкана работа, и ненаучна, и тенденциозна, за да се дојде до тие политички цели. А може би пропагандите кои се употребувале во Македонија се врвот на тоа, и ние имаме такви примери и во другите соседни држави кои се обидувале да направат нешто слично, а при тоа да се прилагоди на политичката стратегија на државата на која припаѓаат. Тоа е примерот со Јован Цвијич. Тој како светски авторитет свесно влегува во една мистификација, прогласувајќи го македонското население за флотантна маса, со тоа што тој што ќе ја освои Македонија, ќе ги воспита во нивниот дух и со тоа ќе ја заврши работата, односно отвара простор за освојување на Македонија и да тоа има свое научно оправдување. И токму по истата методологија ја обработив и неговата книга позната од 906 година, која исто има големи недоследности во текстот и фуснотите. Но тоа ќе биде во следната книга, најверојатно објавена. Во други изданија, да. Да, 19-тиот век кај нас е овдека Македонија е бришен простор за странските пропаганди. Значи имаме од север, од исток, од југ, постојано навлегување со цел да се докаже некој студиоземен карактер на македонското население и на Македонија, па дури се злоупотребува и самото име Македонија во нивните, да кажеме, освојувачки пропагандни цели. Значи, кажавте дека државата, како со својата машинерија, стои за тие мистификации. Ние го имаме овдека примерот со писмата на Љубомир Милетич до Афанаси Селишев, за кој што сега подетално ќе позборуваме. Како дојде идејата за создавање на ваква книга? Во периодот која спремав докторската дизертација,
од 2008 до 2012 година. Работев на мојата тема Македонците во Тетово, од Ала Турка до Ала Франга, и неминовно мораше да се дојде и до книгата Полок и неговото бугарско население, кое наназад со децении ја користат сите македонски и бугарски научници и од Европа. Веднаш се забележува во таа книга дека се работи за еден многу сериозен научник кој кога ги ја обработува, да речеме, граматиката или етнографијата и така натаму, доколку не и се даде име, таа е перфектна. Меѓутоа, она што мене прво ми падна во очи беше таа недоследност на текстот, контекстот и фуснотите. Цитирањето на автори кои немаат такво значење, односно исто мислење како Селичев, значи тие во нивните трудови, бидејќи јас сум ги прочитал пред него тие трудови, кои излегле пред оваа книга. Например, еден пример, таму сум навел многу примери на недоследност. Петар Ритих, например. Петар Ритих доаѓа во 901 година во Македонија, ја посетува и го посетува и Тетовско и таму дава еден голем осврт за македонците во Тетово, за нивната судбина, за влијанијата на пропагандите, но и отпорот на македонците пред се на игуменот Езекил од Лешочкиот манастир, кој е приврзаник на Теодосиј Гологанов, и тој јасно зборува за македонци, за македонски јазик и така натаму, дури и за неговото убиство од страна на бугарската пропаганда. Да подсетиме, ова е во 1901 година. 901 година доаѓа во Тетово, а 909 година ја издава книгата По Балканам во Санкт Петербург, и таа книга јас ја имав прочитано пред Полок и неговото бугарско население. И сега ние сме научници и нас ни е јасно доколку цитираме научници, дела на научници кои имаат спротивставено мислење, ние тоа некаде мораме да го наведеме, најмалку во фуснотата. Затоа што го користиш како доказ за сосема друго. Така. И тоа го прави, го повторува повеќе пати со цитати, односно цитати во фусноти на разни други автори кои исто така во своите книги, дури некаде и на иста страница, се споменуваат македонците, а Селичев ги третира како бугари, бугарски дијалекти. И сега, после морав да се послужам да видам кој е тој повеќе, тој Селичев, кога видов дека тој 10 години предходно, 918 година, објавил книга Очерки по македонској дијалектологија. А предходно има книга со вакво... Значи, прво е за македонските дијалекти. Втората му е Полок и неговото бугарско население, и третиот наслов Словените во Албанија. И мене само по насловите ми падна сомнително како е можно еднаш имаме македонци, друг пат имаме бугари, трет пат Словени. Нешто има тука што не е така е, не принципиелно. Тоа се тие недоследности кои што еден вистински научник, научен работник, треба да ги осознае, да ги согледа и да ги објасни, така е. Да се наведат во најмала мера барем причините, бидејќи во еден момент мора да постои такво прекршување кај самиот автор тоа што го работи. Да. И за среќа 2015 година, кога ми излезе книгата Македонците во Тетово од Ала Турка до Ала Франга, јас во 8-та страница на фуснота 6 ги наведувам овие недоследности и моите сомнежи дека таа книга всушност е конструкт и дека е под влијание на Македонскиот научен институт и неговиот председател Љубомир Милетич. Инаку Љубомир Милетич исто така голем авторитет за бугарската наука, некои го нарекуваат икона на бугарската наука, академик, председател на академија, универзитетски професор, ректор на универзитетот, председател на Македонскиот научен институт. Но во меѓувреме, додека работев на
илинденскиот период во Кичевско, морав да користам токму спомените кои ги објавува Милетич Така. за нашите војводи. И кога дојдов до војводата Лука Джеров, тој ми требаше таму на тој терен, видов недоследности кај него. Дека никаде всушност, каде што го цитира Лука Джеров, не се зборува за бугари, а уредникот, односно Милетич, во насловот и во поднасловите секаде потенцира бугарско население, бугарски комити, бугарска организација и веднаш како човек кој се занимава со децении со таа работа, паѓа во очи дека тоа има нешто тенденција некаква. И тогаш ги споив тие двајца, дека веќе овде најверојатно се работи за конструкт. И јас ги изведов недоследностите како научни докази, но ми недостасуваше конкретен доказ дека всушност тие се договарале. Интересно е тоа што многумина од тој период и редакторските белешки си дозволуваат да ги во најмала рака, како тоа поблаго да го кажам, да ги прилагодат на тогашните политички и општествени услови. Тоа е најблаго кажам. Да. И кога ќе се сретнеме со издание од тој период, во кое што пишува едно, меѓутоа, од другата страна, кога имам издание во ракопис, оригинално, и кога ќе се спореда тие, често пати доаѓа, можеме да видиме различности. Значи, самиот редактор на известен начин интервенира во материјалите. Сега, ме интересира, бидејќи почнавме кратко со биографијата на Милетич, кој што, да кажеме дека има потекло од Србија, така? По татко, да, мајка му е мајка Велешанка, а самиот тој е роден во Штип, да, кој што станува еден од главните апологети подоцна така бугарската држава. Да. Кој пак Афанаси Селишчев? Афанаси Селишчев, него го нарекуваат гигант во светската славистика, со оглед на тоа дека неговиот опус ги опфаќа сите словенски јазици, за да може некој да направи книга вовед во проучувањето на словенските јазици, како што тоа го направил Селишчев, навистина треба премногу познавање на... Меѓутоа, тој бил своевиден гениалец и уште од студентските денови се истакнал со својот остар ум, со интелигенцијата, со тоа чувство аналитичко што го има во него, истражувачкиот нерв негов. И иако неговиот работен век никогаш не бил во идеални услови, напротив, во многу тешки услови, прво за време на Првата светска војна, нешто почнало и претходно, меѓутоа кризата во Русија до 1914 многу израздена. Во 1914 година доаѓа и во Тетовско и тука прави, него го интересирало преминот на дијалектите, бидејќи е гранична зона, како има влијание врз тој македонскиот дијалект, српскиот јазик. Да. И тие негови проучувања неколку месечни се преточени во една прекрасна студија која требала да биде фактички вториот том на есеите за македонската дијалектологија, да го има истиот наслов. Зборуваме за македонска дијалектологија, не друга. Така, во оригиналот, фактички во првата верзија, таа книга, всушност, која после го добила името Полок и неговото бугарско население, се нарекувала исто така очерки по македонској дијалектологија како неговиот прв том. Не знам дали се гледа ова, да. И меѓутоа, за среќа,
Оваа прва книга е објавена во Казан 1918 година, а Полок и неговото бугарско население после 11 години. И дури се обиделе, нели, да го убедат бугарските научници Селивчев да и првиот том да му го финансираат, да го преведат на германски, да се објави на руски, на бугарски, да биде богато да го наградат, хонорари големи и да биде академик на Бугарската академија, само под услов да направи мали измени. И кога го прашале какви измени, тие му рекле истиот наслов да остане очерки по македонској диалектологија, ама да се додаде по българского език. Значи да биде тоа сосема нешто друго од она што тој го открил. Всушност, неговиот порив бил да докаже дека тој докажува на докторска дисертација дека македонските диалекти се разликуваат од другите словенски диалекти на Балканот. И тоа е неговото откритие, тоа е неговата заслуга. Не дека е прв во тоа, Леонард Голдфрид Мазинг уште 1809 година работи на македонската акцентологија и на македонските, таму така пишува ќ. А ова е втор докторат, одбранет за македонскиот јазик. Со ова прашање. Да. И сега, во едни такви околности, кога имаме откривање во европската филолошка наука на еден јазик кој е потиснат, а кој е посебен и кој има најдлабоки корени и врз кој јазик се нарекла и таа така наречената македонска теорија за потеклото на словенските јазици, односно јазикот на Кирил и Методи, тоа веќе постанало една голема опасност за интересите на бугарската политика, затоа што сега покрај соперничката пропаганда, српска пропаганда на теренот на Македонија, се појавуваат научни трудови во Европа кои ги застапуваат тезите дека македонскиот јазик е сосема различен од тој е сличен, меѓутоа има свои специфичности кои ги нема другите словенски јазици. Од словенските јазици, особено балканските. Особено балканските. И со голема страст и задоволство работаат многу научници, а меѓу првите и бесарабскиот бугарин со руско државјанство Петар Драганов, уште во 70-тите, крајот на 70-тите години, да го споменеме еден Карл Хрон од 90-та година и други кои веќе најавуваат дека македонскиот јазик е идентификуван како по сите тие методологии на филолошката и на лингвистиката, пред се на лингвистите, дека се работи за посебен јазик. Тоа го натерало Милетич да се впрегне сега и во борба против таа тенденција во Европа. И таа тенденција оди до таму што, да речеме, во некаде 1911 година е објавена една енциклопедија на словенските јазици, во која во уредништвото се сите најголеми авторитети живи на лингвистичката наука во Европа, а главен уредник е Ватрослав Јагич, како најстар од нив. И тој го ангажирал и Петар Лавров, а Петар Лавров е професор, експерт за бугарски и српски јазик. И е во исто време член на така познатата македонска експедиција, која ја посетува Македонија, и истиот е
застапник за посебноста на македонскиот јазик и е ментор, еден од менторите на Мисирков. И кога Милетич разбрал дека во редакцијата е и Лавров, 904 година, значи една година по Илинденското востание, се обидел да го убеди Лавров да не го прави тоа, да не ги третира како македонски дијалекти и македонско население. Обично така бидува. Ако постои македонски јазик, следствено повлекува дека кој го зборува тој јазик. Така е. Тоа е една од најголемите карактеристики на националниот идентитет. И тоа е голема опасност за соседните држави. И тоа е опасност опасност за овие кои така веќе ја убедуваат цела Европа, затоа што тие пропаганди, кога печатат пропагандни материјали, тие ги печатат на неколку јазици светски, за да може вистината, нивната вистина да допре и да ги убеди другите дека се работи за нивен етнографски простор. Особено во 19 век, прости ми те прекинувам, тие изданија се печатат првенствено на француски јазик, потоа и на германски. Се што е понатаму објавено е во значително помала количина руски се обидуваат и руски. И руски тука, тогаш многу значаен, затоа што се работи за словенски јазици. Апсолутно. И но сега Милетич оди чекор понатаму со тоа што успеал во едни многу тешки околности да го убеди после 11 години кога паѓа под советска немилост Афанаси Селишев, да го убеди да го преправи не само насловот, туку и внатре во содржината, да ги смени сите оние термини каде што се спомнуваат македонски дијалекти, македонски говори, македонско население, се во бугарско. А тоа ќе има ефект многу поголем, затоа што во едно од писмата му вели, друго е кога ќе прочитаат во светот дека рускиот научник тоа го напишал. Вика, и јас можам да го напишам истото. Ама друго е таков авторитет. Се, овие писма се зачувани. Така е. Вие ги пронајдовте. Драган Јачовски ги лоцираше прв и му благодарам на коавторот. Ние бевме повеќе од сигурни дека таму се наоѓаат доказите. И кога фактички ги откривме, свативме дека во тие писма, 41 писмо се сочувани, нема ништо од наука. Туку пазар, чист. Како тоа пазар? Еве, вака. Значи, просто да го објасниме сликовито. Има ли конкретен пример на кој што можеме да речеме? Имаме такви писма и цитати тука, не знам колку имаме време на тоа да се посветиме, но бидејќи Селишев веќе бил во немилост на советските власти и живеел многу тешко и работел тешко и не му се објавува неговото животно дело за словенските јазици, значи вовед во изучувањето на словенските јазици. И тој не може преку тоа да премине така лесно, бара патишта и фактички тогаш го начекуваат бугарските научници и Милетич, кој му ветува дека ќе му животното дело ќе му го објави Бугарската академија, но под услов да ги направи измените и фактички таа книга да добие сосема друг контекст. Наместо да се зборува за македонски дијалекти и македонско население, се зборува за бугарски дијалекти и бугарско население. Но тоа не одело така лесно. Постапно го водел жеден преку вода. Во секое писмо има понудата она дека богато ќе биде награден, дека ќе го направат академик и така натаму. И тоа се трае додека овој конечно не се согласил. Но има и еден критичен момент во писмата, каде што
панично одговара Милетич на Селишев дека навистина тука се гледа дека во еден момент налутен Селишев му вели штом не ми ја печатите мојата книга, што јас ја барам, го повлекувам и ја повлекувам и книгата за полог. Значи, тоа е тоа пазарење цело време. И овој, како полека работел со него, му вика, во едно писмо му вели, ама мора, вика, да се откажете од оние термини кои ги имате на руски јазик во претходно напишане. Че мора да нагласите дека се работи за бугарско население. Не, тој момент мене секогаш ми бил фасцинантен, тоа што се мора и тоа што се треба. Во науката тоа не се признава. Да, мене ми е фантастично да се мора. Науката е наука само заради тоа што не сме да дозволи нешто што би се нарекло догма. Ако нема сомневање во науката, и јас книга која ќе ја напишам, се сомневам и јас и во мојата книга. Зошто? Затоа што сакам уште повеќе тука да направам. Меѓутоа, кога некој друг ви кажува што да напишете внатре во вашиот текст, а го менува, видите, тоа е нова книга. Тоа е сосема за друг народ, книга за друг дијалект, за друг јазик е тоа. Тоа е една неверојатна екзибиција. За да од тоа човек се откаже и за да еден ден е свесен дека тоа ќе се открие, требало премногу кај него да се скрши нешто, затоа што на вагата ги ставил неговите повисоки интереси лични од она што може би е само компромис за да дојде до она што он сакал да го постигне. Имаме повеќе такви случаи во моментот кога екзистенцијата ќе се доведе во прашање, секогаш постои можност институција да интервенира врз научникот со цел менување на некои така благонавидно менување на ставовите. Имаме еден куп такви случаи во македонската историја. Така. Значи, доведено до работна крајна беда, на сиромаштија, во немање едноставно можности за преживување, се прибегнуваат Да, до такви некои, да ги наречеме условно решенија, кои се ненаучни, и овде имаме класичен упат на една политичка нарачка врз научно дело. Класичен. Кој му се нема ништо, таму во писмата воопшто не се разговара за дијалекти, за акценти, за суфикси, не знам што уште лингвистите, нели, се она што стручна терминологија. Нема ништо тоа. Таму вика, ние ќе те направиме, тебе и академик, ти само направи го ова, сега, нели, малку парафразирам. Добро, реколте, тоа е класично пазарање. Да, еве овде, например, еден документ сум издвоил, пак го подсетува. Му вели, на мнение сам, че би било подобре да се каже българското население в полог. Затоа што тој напишал повторно не сакал да го смени насловот така како што сакал Милетич и дал втор наслов. Насловот бил историски, етнографски и диалектолошки есеи на северо-западна Македонија. Но и вториот наслов не му го прифатил и му вели ќе напишеш вака, полог и бугарското население, и во продолжеток му вели, а тоа што ти е тебе наслов, ќе го ставиш како поднаслов. И така книгата ја имаме 1929 година објавена. Насловот е желбата и нарачката на Милетич, а поднасловот е вториот наслов на обидот да се избегне бугарското име на Селишев. Значи и кај Селишев се прекршуваат работите, значи. Имено. Не му било воопшто лесно. Тоа бил многу во тешка ситуација, животна, научна, но предизвикот дека
ќе се испечати неговата книга Животното дело по кое ќе се памети, била оној основен мотив за да се согласи да направи една ваква конструкција. Тие ветувања што ги добива од Милетич. Милетич, значи, не действува сам. Да. Тоа е под Министерството за просвета на Бугарија или Не. во соработка со Бугарската академија? Кој е носител на овој проект за извршување на вака зададената Лично задача? тој. Лично тој. Зошто? Затоа што тој е и првиот човек на академија, тој е и ректор, тој е и првиот човек на Македонскиот научен институт, се било во негови раце. Пали газ. Располагал со огромни пари од Македонскиот научен институт, кој го финансира Манчо Михаилов, нели, организацијата. И тој после, ние низ некои, со Драган Јачовски, откривме низ некои документи други, дека всушност му бил и еден идеолог на Манчо Михаилов. Така. Значи... Да, така што се е тоа некако поврзано, меѓутоа неговата потреба да стално се докажува како голем бугарин е евидентна до таа мерка што да речеме речи си секаде бара бугари, значи и романците ги направил бугари и така натаму. Зашто зборува книгата на Балашчев, кој му се спротивставува и ја подсетува јавноста во 1934 година, по повод 70 години од животот на Милетич, дека едноставно правил многу фалсификати и ненаучни трудови кои биле подлежни на критика од целокупната европска па и бугарска наука. Сега сакате да кажете, може ли вака да се сумира некое гледиште за ова, дека животното дело на еден научник, на еден исклучителен славист, во известна мера е девалвирано поради компромисите што ги правил во однос на наука со политика? Така е, за жал, не може да има оправдување. И покрај сите тие тешки околности во кои живеел, тој бил испраќен и на Сибир и така натаму. Долго време губи контакт со Милетич, затоа што во Сибир таму нема никакви услови. Се знали кога е починат Сиричев? Да, 42 година. Значи се уште траат тие борбите, Втората светска војна. Така, ова, значи 28 ја пишува, 29-та ја објавува таа книга, а 30-та веќе е почесен академик на бугарската наука. Значи, она што е договорено, се е остварено освен животното дело. Значи, освен животното што е катастрофа во тој поглед. Меѓутоа, после тој се навраќа на македонството и на својот студент, кој после станува негов наследник, Самуилович Бернштейн, кој е исто светски авторитет, му го поддржува во неговите македонистички истражувања и конечно го поддржува во големата советска енциклопедија да се воведе рубрика македонски јазик. 38 година. Значи тој откако веќе се тоа го поминал, тој пак се навраќа на тоа. Дури Бернштейн има и посвета од него за македонството. Значи, сето ова се случува пред создавањето на самостојна, да кажеме, независна македонска држава. Значи, во таа советска... Тоа е многу важно да се нагласи, можеби и тоа е главната поента, дека европската наука, лингвистичка и филолошка, расчистила со посебноста на македонскиот јазик преку X научни дела, меѓу кои и докторати, пред да се создаде современата македонска држава. Затоа што во 1943 година неговиот студент, а после наследник, универзитетскиот професор Бернштейн, ја напишал и граматиката на македонскиот јазик, за која ние многу малку знаевме во јавноста, не допрела до Македонијата и за наша голема среќа тоа го направиле нашите научници, Кепески и Конески, и
таа генерација, после нив и така натаму, нашите колеги, но еве дојде и моментот кога таа книга најверојатно наскоро ќе се објави во Македонија и ќе биде интересна за понатамошни проучувања, а ја откри ракописот почитуваниот колега Мотоки Номачи од Сапоро, со кој ние воспоставивме контакт. Јас него го следев откако видов дека е блиску до она што го истражува, го најдовме по архивите во Русија, ама електронски, нели се? Так. И планирав да му се јавам, но тој се појави на вратата од мојата канцеларија во архивот, така што некако ме претекна. Значи нема случајност. И дојде да ја земе книгата Македонци милениумски сведоштво за идентитетското име, и сега соработуваме со него понатаму, се надеваме, а тој соработката ја остварува со Македонската академија, па се надеваме дека од тоа ќе произлезат и некои други проекти. Ја спомнавте втората книга за Македонија, македонците, вториот том што го работите. Пред да се навратиме на тоа, мене често пати ме прашува така во разговори неврзани, добро, зошто не се успеале македонците од 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век, да успеат да издействуваат нешто, да направат нешто повеќе. И одговорот е едноставен. Која институција би се нафатила тоа да го направи? Значи, по укинувањето на Охридската архиепископија во Македонија фактички нема македонска институција со македонски презнак кој што би можела да раководи во издавање на дела за афирмација на македонството, на македонскиот јазик, на македонската црква, на македонската државност, додека останативе балкански држави имаат држави за себе, институции богати што може да финансираат и да ги остварат своите агенди. И со тоа така од прилика ги затвараме сите тие прашања. Може би само да додадам дека и филолошката наука во светот нема некој кој знае каков развој до 40-тите, 50-тите години, и тоа, Казан се јавува како еден неочекувано голем центар, благодарејќи на тоа што рускиот научник Григоровиќ доаѓа на теренот на Македонија и собира еден куп ракописи кои денеска се најзначајни докази за таа, да ја наречам, нели, македонска теорија и подоцна и македонска редакција, нели, на старословенските јазик, ракописи. И некако, како што се појавува славистиката во средината 19-тиот век, неминовно, бидејќи се бараат корените, почнува да се раѓа македонистиката. Но таа добива свој вистински димензии после Ватрослав Облак, кога доаѓа на теренот на Македонија, кога ги открива говорите кои се најслични на секогаш е така. Значи, имаме една многу интересна паралела, иако, да речеме, немало македонска држава во тоа време, немало македонски институции, но науката, велиме, и уметноста немаат граници и ограничувања, не признаваат. Како што никој не го натерал со сила Мотоки Номачи да се занимава, например, со дијалектите во Егејска Македонија, нели? Така. Тоа е она што во науката ни дава. На самиот терен најдобро се утврдува што е и како е, бидејќи слушање, прикажување, кажал тој патописац, кажал тој научник, едно, меѓутоа, кога еден дијалектолог, особено јазичар, лингвист, ке се сретне со тоа богатство што македонскиот јазик го има, значи, во таа, да кажеме, етногеографска целина, фактички самите утврдуваат дека тоа е нешто сепак поразлично од тоа што се сервира преку големи државни инстанции. Потполно сте во право, тоа е така. Ја промовиравте книгата во декември, да, крајот на декември. 24-та. Имате повратни информации, реакции од... Па, првата дојде од Мотоки Номачи, меѓутоа сега веќе има интерес и во соседните држави.
и ние планираме да ја дистрибуираме книгата во сите центри из Европа, така што тоа веќе е во тек и се надеваме дека тоа ќе придонесе да се во разјаснувањето на тоа како настанала таа книга која потоа Бугарската Македонскиот научен институт Милетич и Бугарската академија се обидувале да ја распространат како нивна вистина. И сега кога зборуваме за манипулацијата, добро е да наведеме дека во книгата е направена анализа како потоа бугарската наука ја употребува таа книга како оружје за докажување на наводното бугарско население или да речеме дека македонските дијалекти се дел од бугарскиот јазик и така натаму во светот. И тоа има своја некој успон па пат, а се работи повторно за политика, кога 45-та година е признаено и македонскиот јазик, македонскиот народ кој живее во Бугарија, и тука има прекин на употреба на таа книга од бугарските институции за пропагандни цели и политички цели, но од 1968 година од пленумот познат тогаш во надсека на БКП во март месец, фактички е повторно политичка одлука. Тие одлучуваат дека македонци не постои македонски јазик. И даваат наредба со конкретни стотици насоки како бугарските институции во Бугарија и во светот да делуваат за да го негираат македонскиот народ и македонскиот јазик. И тоа е објавено во Бугарија. Мислам, тоа не е некоја тајна. И тоа во континуитет се случува до денес. Тоа книга станува повторно модерна, да кажеме, актуелна. Вклучувајќи ја и книгата од Бугарската академија 2020 година под наслов Официјалниот јазик на Република Северна Македонија, во која повторно меѓу најголемите докази ја прикажуваат и на фотографија ја дават на нивната 18-та страница полоки неговото бугарско население како некаков доказ. Мистификацијата. Да, мистификацијата. Сега е тоа манипулација веќе. Манипулација веќе. Значи, кога почнува да се употребува такви цели. Привршуваме, при крај сме со емисијава, со времето кој што го имаме за вечерниот разговор. Сосема накратко, ни наговестивте дека се подготвува и втор том на книгата за Македонија и за македонците. За македонците. За македонците. Сосема накратко да ни кажете што е тоа. Да, тоа е еден продолжеток со нови сведоштва, но сега од 15 век до 1944 година собрани, значи, од 40 на држави во светот, каде што се среќава во литературата, во документите, во весниците, во ракописите, дека населението на овие простори се нарекувало македонци, дека и другите како такви ги познавале, нивните проблеми со соседите, но за прв пат правам анализа и еден предизвик нов за нашата наука, а тоа е од 15 до 19 век, речиси нема век каде што не се наоѓа некоја книга од Европа во која за јазикот кој се зборува во Македонија во тој период не се нарекува ни словенски, ниту илирски, туку македонски. Од 15 до 19 век, да. Тој е период повторно на будењето на национализмите. Од крајот на 15 век, да бидам поточен. Национализмите, создавањето на балканските држави, и тука веќе сте забележали дека тој точно во право сте, да. Во 19 век наеднаш, а тоа го направивме на тој начин што ги искористивме КОБИС системите на Италија, Шпанија и Британија, во кој
го анализираме во таа тогашна литература колку се спомнува името македонци. И гледаме дека наеднаш во почетокот на 19 век и уште понатаму, во средината и крајот на 19 век, има и точка каде што речиси не се среќа во литературата, благодарејќи на тоа како се создаваат новите балкански држави и нивните аспирации кон Македонија, така името македонци го отстапува просторот на грци, срби, бугари и така натаму. Начнавме тема за која што немаме време да подискутираме по-детално, меѓутоа ќе очекаме да излезе вториот том, па во следна прилика јас се надам дека повторно ќе можеме да подискутираме овој пат, како што кажавте, за периодот на раст и опаѓање на употреба на терминот македонски јазик и македонци. Почитувани гледачи, со ова ја завршуваме вечерната емисија. Јас ви посакувам убава вечер и до следното видување. Поздравувам.